Поздрав до сите присутни, благодарам за присуството, за одвоеното време. Голема чест и задоволство и пред се обврска е што ние КМГ Спорт се јавува повторно како организатор на ракометниот камп Кире Лазаров, кој оваа година ќе се одржи во Охрид, во хотел Аквалина. Она што сакам да го кажам е дека самиот камп ќе се одржи во спортскиот комплекс на хотелот, кој што нуди навистина прекрасни услови за реализација на се што има замислено Кире и неговиот тим. И она што ми е посебно драго е големиот интерес кој што владе и оваа година исто како и минатата година. Знаете дека беше проектиран број минатата година на 120 деца, имавме 150, што ни е пак повторно ќе кажам многу драго. Оваа година се одлучивме да отвориме 2 смени, и тоа од 17 до 23 и од 24 до 30 јуни. Исто така, оваа година кампот ќе добие префикс на интернационален, што значи дека ќе имаме дечина и од надвор. Веќе може да се пофалиме дека имаме пријавени деца од Данска, Шведска, Словенија, Хрватска, Босна, Црна Гора, Романија и секако она што е најважно за нас, голем дел и од Македонија. Наша цел како организатор е да кампот да добие на квалитет уште повеќе оваа година, иако спомна и Анита дека можам да кажам сите што бевме таму и инволвирани и учесници беа задоволни од тоа што, но секако ние поставуваме нови стандарди, нови граници си поставуваме, ги поместуваме како организатор. И тука би сакал да кажам дека една од работите кои што ги нудиме во таа насока е сместување во навистина хотел од висока категорија, кој што може да ги следи она упатствата што ги наложува и тимот на Киро, и тимот на медицинскиот тим на Филип II, а и тимот заложен за исхрана. Врвни тренери и играчи кои што ќе бидат во ситуација на предавачи и демонстратори, врвна опрема од светски производител, нешто што ни е посебно драго оваа година, превоз за секое дете кое што ќе биде учесник на кампот, осигурување за секое дете и така натаму. Значи, навистина се трудиме да понудиме нешто што досега не. Можам само да ветам дека јас како Горан Џоргановски, ние како КМГ ќе дадеме се од себе, да од секој аспект бидеме подобри од минатата година. Би сакал да кажам една работа која што ете Кире меѓу редови ја спомна. Тоа е нешто што ние како агенција во нареден период ќе се фокусираме и ќе ја надоградиме оваа соработка, а тоа е преку следење и скаутирање на млади играчи, почнувајќи од овај камп, каде што ќе имаме и гости. Би сакал еве сега да искористам и оваа прилика да ја најавам соработката со менаџерската куќа Фестивус од Загреб, Хрватска, позади која стои еден од најдобрите, да кажам, прославен француски репрезентативец Андреј Горич. Само сакав да го најавам ова и сакам да кажам дека и самиот Андреј ќе гостин на кампот, кај што самиот ќе може да види што нуди Македонија како ракометен квалитет од сите категории, од сите возрасти. Она што го кажа Анита во однос на тоа дека и минатата година имавме пријатели и партнери, нашите желбите на Кире, на КМГ се едно, но поддршката на оние што ја препозна ова идеја е друго. Јас би сакал да ги споменам неколку од нив кои навистина уште од самиот старт не поддржуваат. Филип II како медицински партнер на кампот и оваа година ќе го прегледа секое дете кое што ќе биде учесник на кампот, ќе направи комплет медицински преглед. Компанијата Алкалоид, која што уште од самиот старт ни даде доверба и мислам дека ја оправдавме и еве и сега продолжува да не поддржува. Рехао како меѓународна компанија која што на светско ниво поддржува светски и спортски настани и настани од науката, имаше го препозна овај проект на нашиот Кире Лазаров и еве уште со нас и верувам дека и понатаму ќе биде со нас. И тука секако би сакал да ги споменам и Tinex Market и Euroins осигурување како официјална осигурителна група, што навистина ни е драго што покажавме
затоа што, да бидам искрен, последниве 10 години, ајде да кажам последните 5, баш директно сум вклучен во оваа бранша, слушам многу муавети, многу делови дека нема во Македонија фирми што сакаат да помогнат. Мислам дека ако има добар проект, еве покажавме и ние дека има. Посебно ми е драго што годинава имаме и две нови компании, два нови пријатели. Тоа се градежната компанија Голден Арт и фондацијата Климен Колески од Охрид.